следен пат има да создадам цели услови за кујна, тогаш да ги видам перформансите. Ќе биде многу тешко да бидам искрен. Дарко и Тијана, кога им кажав, нели видам во кујна овој пат, каква кујна? Сега нели видам, да, нешто ќе готвиме. Леле, ви си поканил, вика двајца, ама антиталенти херои за во кујна. Знаеш како има Шерил Потер, ја зборам последниот период, таа е вокал коуч, една, не знам дали сте виделе, прекрасна дама во Америка, која што вели, и тоа мислам дека и за кујната е. Таа вели, човек не постои човек кој што не може и не знае да пее. Се учи. Можеби нема да бидеш односно нема да имаш не знам какво вибрато или фалсет или не знам што, ама секако може да научиш пее. Донесете ми, вика, било кој антиталент во пеење. 7-дневна програма ќе биде, вика, на рамо до рамо, што се вели, со некој кој што е долги години на сцена. Се е во талентите и мислам дека и со храната е исто. Така што да, ако му посветиш внимание на едно нешто, сигурно ќе го научиш. И добро, сега ова незнаење во кујна доаѓа од тоа што апсолутно не сакате да се плеткате во кујна? Па генерално да, јас да. И тоа, ама меѓутоа и времето си го прави своето, што попрво. Не знам, мене ова ми е вистина дисциплина, медитација, зен ми е, ако нешто правам најубаво за себе и за најблиските, тоа е храна. Јас генерално, значи, знам да сготвам по нешто по дома, ама тоа се брзи и едноставни работи. Јајце и макарони се паста, првите. обавезно паста готвам многу убаво, знам да направам бургер, јајца знам да направам и толку, мислам дека до тука ми се лимитирани можностите. Месење, лепче, некои тестенини? Не, тоа никако. Еве да речеме њоки, лесно идат. Па да, вариш треба да компири имаш со малку брашно сооднос, јајца. Валјде неком, не знам, искрен да бидам. Ајде следен па да си ветиме. Тоа е убавината на вештината. Ама не знам Час како ќе го изведеме, дали ќе го јадеме после тоа. Да не бидам тенденциозен, сериозно знам да готвам добро. И јас се учам секој ден. Ти ќе ми асистираш, ние ќе ти асистираме, ние ќе ти бидеме помошници у кујна. Исто како што ќе асистирам да излипиме јаболко. Била Тијана, кој знае тука да љуби јаболко? Викам, не се секирете вие за тоа, оштете ми во мои раце. Како и да е, добро ми дојдовте. Добро те најдов. Да, ова е сегментот во кој што вистина и ние си уживаме во кујната. Обично тука сме со нутриционисти, со луѓе кои што имаат спектар нели во таа велнес и фитнес индустрија, ама некогаш да направите и вие исклучок на некој начин, барем едно смути. Сега ќе направиме едно смути. Ова е ретка слика кај што ги видите. Ретка слика, добро. Честа слика е студио и сцена, ама ретка слика е можево. Решив да направиме едно смути, пошто така ми почнува денот на мене генерално. Порано многу често практикував да не доручкувам од сабајле многу рано и ме фаќаше касно 11-12. Никако не смеш. Сега имав некои здравствени проблеми, еден период поослабнав многу и сега сме добри. Почнав да практикувам ваков начин и функционира баш добро, пошто е брзо од сабајле. Претежно жена ми го прави, и тоа да кажам. Ама знам некогаш... Кога знаеш дека имаш некој во кујна. Да, знам некогаш кога нема можност да го направам, не е ништо сложено и баш е супер за од сабајле да не држи до одреден период, додека не доручкуваме посагувам доручкувам. И сега јас и ти, all eyes on her. Зашто не го сите очи вперени во Тијана? Види, јас обожавам да јадам, ама да има кој да ме сготви. Не ти доаѓа некој пат така малку да... Се уште не ти дошло. Навистина, пак ќе кажам, времето си го прави своето, меѓутоа со тек на времето, можеби тоа ќе се смени. Да, мислам дека си едно од по-активните пејачки во моментот. Мислам, знам дека и речи се секој втор ден, секој викенд си со настапи. Да, 5 дена во неделата. Си со настапи постојано. Секоја недела. Ако нешто сакам, тоа е да се ветиме дека за скоро ќе се видиме на некоја свирка. Ама драго ми е што добивме до адреса на Телма телевизија дека официјално видеоспотот и синглот ќе го промовираме да си премиерно, дека во моментот си ферментира овој сингл и по радиските станици. Урбан FM знаете дека и понатаму можеби едно од оние радија кои што во моментот прават некаква разлика во етерот, така што секојдневни сте во нашите музички плейлисти. Да, ја слушнав песната вчера. Здрачиме и слушаме македонски, така ќе биде и денес. Имено ќе збориме за музика, ама бидејќи секој пат мене ми е храната и патувањата кои што вистина обединуваат неверојатен спектар кај нас, така една животна приказна различна доживуваме при секој патување. Сега со ваши разговори и тие фотографски убави ваши патувачки приказни, ќе ги замолам и колегите бидејќи не сум one man show, тука има цела екипа која што стои зад реализација на до сите, до цела екипа, така што позади не се гледаат, а заслужуваат многу поголемо презаслужни за да се диригира и делегира ова обврска и денес. Леле како изгледаме, како да сум повисок од вас, кој знае колку. Ова се дел од оние студиски фотографии, ваши
ваши приватни нели мигови кога ја создававте и новата музика, меѓутоа она што Dan Music Production го прави последниот период за младите, тоа ќе збориме тоа што не само за себе, туку несебично ги даваш и другите мелодични линии за артисти, така беше со тие, ако не се лажам, така? Така, да. Чинам дека и двајцата имавте прилика да бидете на 38-то издание на Макфест. Конкурсот е веќе отворен за 39-то. Не знам се дали ќе конкурирате повторно годинава. Па веќе се размислува искрено да работиме на таа тема. Во оваа комбинација или комбинација различна? Не се знае уште. Ќе видиме, уште се мисли за рано да некоја се открие комбинација. пред. Знаеш, често пати знам да кажам кога Бумеранг ќе слушам на радио, знам да кажам ова е песна која што мене ме асоцира на Макфест. Има некои песни кои што ме асоцираат Бумеранг. Остави печаток дефинитивно и баш од таа причина Добре. мислам дека и се споивме како комбинација. Имено. Знаеш што е интересно, како медиумот и радиото всушност придонесува за да биде некој радиски хит. И се сеќавам во тој период, јас од времето ги викам така, ги научив како радиски салами или пресеци, кога се спуштаат нели онакви репетитивни рефрени, сваќаш дека нели некоја песна така влага и постојано да си ја подпевнуваш. Како и да е, после за музика, ова е дан, ако не се лажам. Да, ова се прва фотографија од мене, еве тука сум голем фан на Реал Мадрид. Си била на неколку надпревари? На неколку надпревари на Реал Мадрид во живо имам гледано, така да е супер искуство. Чекај, нам беше тука надпреварот пред некоја година. Да, не пред некоја година, пред 6-7 години беше. Знам дека бев вклучен. Суперкупот тука, Јас и фудбал беше тоа смешно, ама јас бев промотор, искрено. Ова се некои фотографии од мои патувања. Генерално, како што кажи Тијана, јас доста сакам да си патуваш. Патувам и да јадам квалитетна храна, меѓутоа многу ретко знам да сготвам. Сериозно, од спектаров на фотографии, гледам дека и доста ги сакаш зимските Па генерално центри. Скијам, да. Браво. Знам да прештам, ова е со моите дечиња кога беа малечки. Сега се поголеми. Сега се поголеми, да, дека втора оделение. Вистина е поголеми деца, поголем позитивен проблем? Па не би кажал, искрено. Искрено да бидам, кога беа помали ми беше малку посложен. Така? Да, и дека се близнаци, уште поголем проблем, да. Супер, супер. Може сега да. Кажи ми само, кој ти беше најубави, да речам, примероци од географија вака кога би земал, која најмногу дестинација ти била според да речеме на кај што таму може да кај што пуштиш имам корени? Тенерифе многу ми се свига како дестинација, пошто е така малку поегзотична и понедостапна. Кипар исто многу ми се свига, значи ми остави преубав печаток за комплетно и урбано и средено, стокмено се, значи Грција во едно многу подобрено издание би кажал јас. Инаку сите европски дестинации генерално Барселона, Рим ми е преубав град, Рим ми е најубавиот град кај што сум бил дефинитивно, така да. Да, прави разлика во се она што може да има како Барселона, Ница, Кан. Значи тие се посебни места, така да. Посебни места. Цела Европа мене ми се свига, уште нема посетено други континенти, се надевам дека. Во најскора блиска иднина. Започнавме да гледаме и од Тијана, да, тоа беа фотографии, всушност од снимањето на Бумеранг. Да, снимањето на Бумеранг, да. Убав спот, морам да споделам дека високо квалитетен буџетен спот. Мислам се гледаше тоа дека е ставено, што се вели, цела енергија и фокус и внимание за да го секојаш принц кога ги работи спотовите, го имаш тој резултат. Да. И имам целосната добарба во него. Овие сите слики сега што одат се од Бумеранг, од снимањето на спотот. Добро, ова е веќе од Невера. Ова е веќе Невера и уште еден, ако не се лажам, баш радиски хит. Ова е Давид Коцевски, гитаристот со кој што имаме акустични свирки. Ова се колегите од групата Бело Копче, трибют бендот на Биела дугма. Имаше прилика и со нив да бидеш. Да. Затоа ставив и некои слики од настапи со нив. Ова која година е? Минатата година? Минатата година. Така, да. Ова е од Босна кога бевме. Таму. Да, имаше и такви патувачки приказни со концерти, затоа велам дека се една од поангажираните дами. Ова е Јулијана Деспотовска, да ја поздравам. Многу, значи, мене ми е многу драга личност. Исто се занимава со музиката, пејачка. Заедно сме пратечи вокали на бендот. Да, морам да признам дека за многумина тоа е вистина една од најкомплексните задачи да пратиш, да бидеш пратечи вокал, колку и тоа може би некој пат нели звучи само како давање на мелодија и хармонија во целата музика, сепак пратечите вокали во принцип пратечите вокали многу често знаат подобро да пеат од самите изведувачи. Да не заборавиме дека искрено да правиме муабет. И прават редим, ги купуваат правилата на игра за да можат да го надополнат вокалот на пејачот да не звучи катастрофално како што тоа се случило. Денес има на пример многу видеа каде што според таа нели IT технологија и така натаму знаат да ги намалат
сите инструменти, пратиш вокали да се остане со Да, главниот може да се вокал. извади само главен вокал. И сваќаш дека во голем дел од нели овие интерпретатори практично да не стои некаков талент, туку цела конгломерат од бизниси да го воздигнат нели на таков музички пиедестал. Кога би запрашал тебе за географиите? Па искрено да бидам, јас се уште не сум имала некои премногу патувања досега во животот. Сега почнувам, односно претходната година така почнав позачестено, да. Меѓутоа можам да кажам дека имам една дестинација односно две дестинации кои што сакам и морам да ги посетам и тоа неколку пати во животот. Едната од нив е Париз, а другата е во Јапонија да отидам. Со Јапонија сме се согласили. Да. Така што тие ми се две неостварени желби и едва чекам да отидам, да шетам, па тогаш да можам да кажам како сум си поминала и впечатоци. Јапонија мислам дека на многумина е во таа топ 3 листа, дефинитивно поради можеби таа дисциплина прво како нација што има таа и различност. И различност. Меѓу другото, она што е да речам ајде еден куриозитет за нас како нација што не ни треба виза за Јапонија. Премногу добро нели кохезираме со оваа нација. Така што единствено само треба малку поголем буџет бидејќи вело дека единствено Токио знае да биде еден од поскапите нели градови. Дојде ред за секаде да треба поголем буџет, така да. Особено па за Јапонија, така што да, меѓутоа посакувам за секој од нас да си го оствари можеби тој географски сон некаде да се отпатува. Ајде јас ќе помогнам добро. Почнуваме. Сакаш јас и ти заедно? Мислам ништо филозофија. Ако ти е полесно, правиш Ние бананите. Лесниот дел. Ако толку ви е, да речам, комплицирано, сега имате, да речам, направи аксесуари во кујна кои што помагаат за лупење. Сега, нели важно е да не се одзеде многу и од плодот, затоа вака да речеме, како асистирам за лупење. Ако. Мислиш куј некако не треба нас така. Тука да ставате се слободно. Инаку дан, што ставаме јаболко, банана? Јаболко, банана, протеин, оризово млеко и мелена леблебија. И мелена леблебија, да ти кажам, во последниот период давам доста интересен вкус и структура на самото смуди. Добро. Инаку омилено јадење? Мене ми е бургер. Од твоите домашни? Па и многу често сакам да пробувам различни бургери, така да омилено јадење. Знаеш дека се случи експанзија последниот период, се отворија толку бургер места во Скопје и сите се некако со свој автентичен сензибилитет на приказна, не знам, сега последниот период дознам дека има две можеби бургер места кои што се единствено за вегетаријанци, поточно не ги прават. Да. Кажете ми, мислам дека е доволно едно јаболко, нели? Едно јаболко е сосем доволно. Добро. И тоа е тоа. Еве сега. Леблеби и мелени значи ставаме, така? Супер. Едно е доволно, мислам. Да, протеинот е мерица. Да. Протеинот вистина заменува. Ќе ставам јас малку помалку, повеќе. Не помалку. Супер. Кој вкус го имаме тука протеин? Чоколаден. Чоколаден, да. Стрикно тој го преферирам да бидам искрен. Универзален. Пошто некако ми е ја заблажува душата. Добро, како и да е. Ова пак ќе кажеме не е нели замена за оброк, а добар меѓуоброк знае да биде. Па има доста калории ова, има така калории, да. Со тоа што нели држи по неколку сати. Сигурно, да. Затоа што самиот протеин и шеќерите кои што се квалитетни од овошето, супер. Ете така, нема ништо комплексно, ова ни е наш денес. Следпат спана и правиме. Кажани, полнети пиперки, леќа, да знаете сте тоа може да се направи. Ти кажав јас ќе ти бидеме добри асистенти. Со задоволство. Ќе направиме тоа мислам дека не е комплексно. Сега ќе го одиме Тијана драга, ако не ми ти е проблем, еве од имаме веќе ние сме на физидон, да. Знаеме добро да ги сервираме работите. Така е. Добро е. Ајде да го ставиме смутито и тоа ќе ни биде подготовка за следниот дел таман да збориме за музикава и новиот сингл. Таман. Да пробаме што сме направили. Тијана, ти ќе имаш шеста, да. Јас ли? Секој ќе истирам. Во
денешното издание на Утринска на Телма и официјално ќе дадеме премиера всушност на овој нов сингл и соработка, Кога знам, на Дани Тијана Перич, и така ќе му дадеме нубаво финале на денешното издание. Може ли сега ние да направиме кратка одишка со ЕПП? Да. И таман ќе биде соодветно да се седнеме, Да наздравиме да се наздравиме со смути, одиме со кратки реклами и продолжуваме со разговорот. Побезбедна оваа позиција, нели? Да, за нас очигледно. За Тијана посебно изгледа со ношчето таму. Фокусирај се само на концерти. Ке дојде време, драга, ке се насочиме кон кулинарските вештини. Како и да е, вистина ќе ви го посакам тоа од се срце за сите. Колку може, нели, секој, меѓутоа таа јас велам, тој реципроцитет кој што треба да си го дозволиме, секој да ги ужива благодетите од животот. За жал, постојано гледаме само, да речеме, поинакво скалило на успехот кај многумина, практично како да не сакаме да ги делиме нашите успеси со други, да сакаме некој пат да ги гледаме другите дека да ни завидуваат и така натаму. Таков свет создадовме. Такво е општеството кај нас за жал. Именно, и ја мислам дека вика и секој чекор. Да. Сигурно е изразено тоа и во другите држави, меѓутоа тука на Балканот е страшно изразено, мислам и Остои како да создаваш музика, никој па да не ја понудиш на друг артист, не сум толку себично, нели, да изгледа тоа. Како и да е. Ќе ви честитам за Кога знам, уште една, баш како што кажав, numера која што во моментот добро доминира и котира на оние радиски станици, барем кои што ги имаме. Видеоспотот е фантастичен, еве ќе имаме прилика да го погледнеме, меѓутоа дефинитивно еден модерен и специфичен ритам носи Кога знам. Фантастично, браво, секоја чест. Фала многу. Мислам дека создадовме одлична песна и се вклопивме супер како дует, така да се надевам дека ќе имаме добар успех со песната. Не знам дали Тијана те предизвика малку подчест да бидеш веќе на музикава, бидејќи имаше и во редиското интервју ти кажа дека имаше некоја мала прогноза дека како да те нема, нели, што се вели од сценама, убаво е вака што ги искомбинира овие две години. Јас доста време бев одсутен од најразлични причини во музиката, значи на мои 23-4 години јас веќе престанав со музика професионално да се бавам, меѓутоа со короната имав повеќе време и решив дека ќе го правам ова пак. Соработката со млади музички артисти дополнително дава мотив, иако морам да бидам искрен и претходно јас и ти изборевме на оваа тема, дека многу тешко се остваруваат и соработките, баш ова што го зборевме претходно, дека има некои стеги во општеството, влијаат и на музиката, морам да бидам искрен и малку гледаш, можеби не добив и слика дека нема соработки, тип можеби како продуцент побаво ќе ја процениш целата состојба, како да имам чувство дека во моментов се случува па експанзија на некакви соработки. Има, се слагам дека дали има, можеби меѓутоа треба многу енергија и многу време и вака, значи треба да бидат луѓето поопуштени, порелаксирани, без завидлак, без некој не знам грешни намери или како да се изразам. Треба малку поискрено, поотворено да седнеме у студио, да видиме дали ни се свига, не ни се свига и да се најдеме. Така беше и со Тијана, значи се слушнавме, само на Макве се имавме запознаено, се слушнавме, дојде во студио и се бенде са песната, ние за неколку дена имавме песна. Така и треба да функционираат работите, меѓутоа тука се работи валјда и за некоја енергија и да се секој со секој, апсолутно. Дали си одговара за соработка, дали не си одговара. И мислам дека точно знаеш уште пред да го поставиш прашањето со кој можеш некако да работиш. Да, дали генерално се приметува тоа. Енергијата одма. Јас за тоа практикувам многу често со сите што комуницирам. Сите практикуваат, ај пушти ми ја песната на мејл, ај пушти ми ја песната на Viber. Ама не е така. Друго е кога ќе се дојде во студио, друго е во таа атмосфера таму со акустична, со акустичен третман, со сагламо звучување, со се да се слушне и да се добие впечаток за песната, отколку да ја слушнеш сега на некои слушалки од, не знам, 10, 15, 20. Да се ми жив и здрав. Пред некој ден читав едно интервју на феноменалниот Вуди Ален, кој што вели се загуби создавањето на романтичност во филм. Практично тоа не мислам дека е само за филм, таа е за музика и за секое поле во кое што културата, нели да речеме, игра главна улога. Практично романтичноста тој вели дека се загубила во кадрирањето, во сценирањето, во режирањето, во актерските перформанси, експресија и така натаму. Толку стана од таа мас продукција, толку многу преконзумерство огромно, да практично ние
сение на некои 7-8 секунди, Да. задоволително да го видиме, само чекај тие на како изгледа денеска или затоа велам се загуби и обсервирањето наше да го погледнеме, нели, спотот сега денеска премиерно на Телма телевизија. Ние за да создадеме една музичка номера и да создадеме еден музички спот, месеци и месеци има работа во него, за на крај некој само да го искорла сторито и Тоа велам дека е, да не добиеш ни еден лајк или мислам. знаеш како, Малку е банално, искрено. исто како да не знам, видиме. чукнат Баш на врата пример. на Медиум Да. и Медиум ви рекол, ви вели во овој момент не сме достапни сега за Да. промоција на спотови. Нели? Беве повеќе Така. политички кампањи отколку нели вида спотови, што се надам дека тоа нема и да се случува. Како да е, од тој аспект верувам дека секој треба да го дава максимумот за да на крај го донесе тој Јас продукт. комплетно, значи не се љутам и на тие што ќе ме одбијат за соработка и тоа така да отворен сум за соработка, тоа го кажувам во секоја прилика, секој што сака да соработува може слободно да ме контактира, така да веќе создаваме некои тимеви и со Тијана работиме, така да може и она повеќе за тоа. Како не? Мене ми е многу драго што не дека и пред Макфест мислам дека Макфест особено некако ти направи вака Да, па те нормално. поддржа некако музички, ти ги даде кријата за сега некако да ги уживаш тие музички деликатеси и соработки. Да. Навистина, Макфест толку многу ми помогна, да кажам, затоа што пред себе, вака исто како и дан, запознав прекрасни луѓе таму, прекрасни колеги, со кои што еве ни се случуваат соработки, а и без тоа, самото тоа да ги познаваш, да можеш да размениш муабет, музичко искуство и сето тоа по себе си е прекрасно. Меѓутоа, некако, ете и сите, искрено да бидам, по песната од Макфест ме препознаваат. Затоа велам, колку и да го негираме можеби како фестивал кој Да. што и тој трпел некакви промени, транзиции, збориме за кадровски понекогаш и Јас не човечки дозволувам ресурси. лошо да се збори за Макфест Именно. заради тоа што сум штипијанец, го следам Макфест. Не знаев. Да, штипијанец сум, значи го следам Макфест од ептен мал. И татко ми има настапувано на самиот Мене фестивал. ми е 90 Макфест, прости, те прекинав, протеже или би рекол бастион на музичката култура. Дефинитивно, едновремено и Скопски фестивал беше таков, штета што не се работи. Жално е, уште. таа тема и мене ми е жал. Мислам, што повеќе фестивали, толку повеќе можности за вакви соработки, за дружби и слично. И затоа многу пати знам да кажам дека многу луѓе ги потценуваат фестивалите. Фестивалите се една прекрасна дружба пред се, можност за да те видат, можност да споделиш контакти со луѓето, можност за соработки и предизвикот да настапиш Како не? во живо е исто така еден дополнителен Фестивалот е јадрото на алтруизмот, на човеколюбието, на обединувањето и создавањето нови светови. И не би требало да ги негираме нели постоечките веќе фестивалски постулати кај нас, колку и да Макфест нели ги трпи тие некои свои промени. Тука се тие можеби човечки ресурси кои што треба да се преиспитаме или да ги ревидираме, затоа што според мене конструкцијата на луѓе и таа инфраструктура која што ќе се развива таму, како што беше почитуваниот Стојан Троицки кој што душа даваше, мислам Да, дека дефинитивно срцето беше и ние знаеме да го поистовитиме денес Макфест со него. Секоја чест нели на новите работи, луѓе, техники, иновации што се случуваат, ама мислам дека Макфест според мене само заслужува едно свое реинкарнирање или пак да речеме друга метаморфоза која што треба да доживее од аспект на визуализација. Да, екипата сега што го работи Макфест дефинитивно се труди, иако не е лесно да се дојде до квалитетен фестивал. Прво пред се заради тие претходни години кај што падна доста беше паднат Макфест. Именно, да, јас го следев и како и сега полека медиумски да работник. ја добиеш довербата пак на публиката е малку потешко. Збориме штипската публика си го следи Макфест дефинитивно. Да, меѓутоа, година мислам пошироката и тие јавност- ќе се сложиш. Имаше барем по 10 години отидов нели прв пат нели со Урбан FM и така на некој начин доживеав дека повторно имаше калабала кон многу луѓе. дружба, значи и ланската Се година. купува билети година Да. за Макфест, што беше баш убава прилика да Мислам се дека слуша. иде у добар правец, треба да Боже. се работи нормално, се надевам дека ќе биде уште подобар и оваа година. Да, ги доживеа така некои златни мигови денови на тој фестивал? Да, Искрено? навистина, сега нели затоа што мене ми беше прв пат, имав слушано секакви муабети, нели, различни искуства, кои добри, кои лоши, луѓе кои што биле пред 10-15 години кои што настапувале на фестивалот, некои поскоро. И не знаев што да очекувам, само отидов со отворена мисла, викам јас ќе се направам моје искуство лично. Така е, така е. И ќе си го доживам како што ќе го доживам. За мене беше прекрасно, имаше и дружба,
и самиот настап, како што кажа Дан, пеење во живо, сценски настап, нели, кој што треба да биде организиран, костум, сето тоа. Некако беше исто убаво за целиот тој процес, и додека го организираш тоа, и додека го вежбаш, додека го припремаш, па и нормално самиот настап. Јас и двете вечери, нели, и во финалето, така е. И во финалето пеев. Така што навистина убаво искуство, убави луѓе запознав и баш сега, ета, што збориме, некако едва и чекам пак, нели? Да, тоа е домашна задача која што секој пат сакаш да ја пишуваш и да ја учиш ново и ново. Сакам да се надоврзам тука, Тијана е пример колку фестивалот има значење. Значи, дефинитивно, колку и да си квалитетен и тоа, фестивалот носи дополнителна тежина, како што спомна и ти, ја дигна буквално. Затоа ќе ги повикам сите млади изведувачи да имаат малку поголем респект према фестивалите у државата. Само нека се пријавуваат на конкурсот, супер промоција му направивме на Макви, сама добро вами всушност ве спои тој фестивал, затоа некако ми беше и некако главен дел на разговорот. Како и да е, ќе ви посакам многу убави успешни соработки. Ова е, како што велите, почеток на една ваша меѓусебна Да, веќе може да најавиме, веќе имаме договорено соработки со Тијана, ќе има и некои соло проекти неизини. Супер. Работиме веќе на некои песни. Така да, ќе има доста музика во следниот период. Сега фокусот е моментално на Макфест и на Охрид Фест, бидејќи конкурсите се веќе во ек, да. Значи, така да се припремаме полека за следните фази. Да не погрешам, мислам дека има уште еден фестивал кој што се случува на Тиват. Песма Бисера, Јадрана, Балкана, бла-бла, нешто бе сега, ова се од сега ми текна. Да, искрено да бидам, уште не ги пратам, треба да ги пратиме и тие фестивали. Да, првпат се случува повторно обединување како некога што беше Будва, Сунчален скали и така натаму. Да знаете дека во игра може тука да се... Пред некој ден најдов и на информација Београдско пролеće исто се организира. Тоа се супер промоција. Гледам од кај нас ке настапува, така да и тоа е супер можност за промоција на луѓето. Многу ви благодарам, супер беше финалево, следен пат правиме спанак. Сега ќе го конзумираме ова ново музичко парче, кога знам ќе биде премиерно днес на Телма телевизија. Се гледаме, нема да кажам за кога, ма верувам дека календарски за скоро ќе се видиме во утринска Телма. Ми беше драго да видам. Сите гледачи. Ти благодариме и на тебе. Сега, како би го најавиле тоа мака пред нашата публика? Премиерно на Телма, погледнете го нашиот најнов спот, се надевам ќе ви се свига, слушате македонска музика, почитувајте македонска музика, македонски автори и артисти и така ќе си успееме и како држава. Под хаштаг Зрачиме македонски. Зрачиме македонски. Уживајте, се гледаме понеделник. Чао, Македонија. Кога знам дека треба да те добијам, тогаш знам дека мора да се потрудам. Сега знам дека ти си моја судбина, давам се од себе. Јас знам дека сакаш да ме добиеш и знам дека сакаш да ми пружиш се, но знај само едно ми е доволно, да си ти крај мене. И денес ти си само своја, и овој ден ти ќе бидеш моја, и
се борам за нас. Кога знам дека треба да те добијам, тогаш знам дека мора да се потрудам.